2023 година. Давам збор на предлагача Даниел Бакожи. Програмата за уредување на градежно земјиште на подачата на општина Делчево се донесува во основа на член 94, 95, 96, 97 и 98 од Законот за градежно земјиште и во врска со членовите од Законот за локална самоуправа и статутот на општина Делчево по однос на надлежностите кои што ги има општината при уредување на ова земјиште. Програмата за 2023 година представува основа по која ќе се врши уредувањето на градежното земјиште во општината во таа тековна година. Податоци кои што се содржани во оваа програма се просторот, односно локалитетите кои се предмет на уредување со оваа програма, обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште, обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основната инфраструктура, изводите на финансирање на програмата, висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба, динамика на извршување на програмата и останати активности. Во програмата по секоја една точка детално се опишани локалитетите, тоа што би било работено по локалитетите, коефициентите по кои што се пресметува, големината на средствата за уредување на градежното земјиште, така што доколку имате некои детални прашања или податоци, тоа што можеме ќе ви одговориме, тоа што не можеме, можете писмено да се обратите, со дополнително ќе ви биде одговорено. Благодарам за изслушањето. Отварам расправа по точката број 10. Дали некој бара збор? Не, бидејќи никој не бара збор, затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за 2023 година. Кој е за? Против? Нема. Уздržани? 1. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за и 1 против. Точка број 11. Предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во општина Делчево за 2023 година. Повели Нина да не разложиш точка. Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општината за 2023 година се донесува во основа на член 14 став 4, член 15 и член 60 од Законот за јавните патишта, а во врска со член 36 и 22 од Законот за локална самоуправа, како и статутот на општина Делчево. Во самата програма се предвидуваат следните активности: изградба, реконструкција или рехабилитација на општински патишта, изградба, реконструкција на улици, пешачки патеки и тротоари, редовно одржување на општински патишта и улици, зимско интервентно одржување. Предложените приоритети во оваа програма се издвоени врз основа на предлозите кои што беа доставени од местните и урбани заедници, предлозите кои што беа предложени на буџетскиот форум кој што беше објавен и од спроведената анкета која што електронски се проведуваше преку веб страната на општина Делчево. Благодариме на предлагањето. Дали некој бара збор? Повели Оливера.
благодариме. Да, значи, тоа сте во право, патот кон селото Разловци е регионален пат и целосно е во надлежност на јавното предпријатие за одржување јавното предпријатие за државни патишта. Тука во финансиската конструкција на самата програма, јавното предпријатие доделува средства на општината, меѓутоа тие се однесуваат за одржување само на општинските патишта и улици, значи не се однесува на регионалните. За одржување на регионалните патишта, јавното предпријатие донесува собствена програма, која што ја објавува и во која што ги предвидува приоритетите за тековната година. Во општина Делчево до јавното предпријатие за државни патишта претходната година имаше доставено барање со кое што бара овој пат да биде реконструиран, меѓутоа повратен одговор до сега немаме добиено. Меѓутоа доколку е објавена таа програма, ќе може преку неа да се провери дали тој пат влегува во патиштата кои што ќе бидат реконструирани во 2023 година или не. Добре, благодариме. Дали некој друг бара збор? Повели Сашко? Прашање за приврска со патот што е до депонијата горе. Значи, веќе подолго време ќе говориме за него, често пати го спомнуваме. Веројатно спаѓа во регионални патишта, меѓутоа дали за него не треба да се изработи техничка документација, па да се достави дали до Министерството или до Бюрото за регионален развој или не знам до која институција, за да знаеме со која присилена средства би се амортизирало, значи или би се реконструирало, или би се направило, не знам која форма да ја кажам, бидејќи возилата на јавните предпријатија, знаете, секој ден минат и излегуваат таму 4 километри до депонијата е неасфалтиран, 5 километри неасфалтиран пат. Речи сите други депонии се сврзани со добра инфраструктура, освен оваа во Делчево. Това е ваши видување или Значи, тој пат точно се работи за регионалниот пат кон граничниот премин Црна скала, меѓутоа бидејќи е во надлежност на јавното предпријатие за државни патишта, целосно од проектната документација, значи до изведбата, до одржувањето, надлежноста е кај нив и тие се тие кои што може да изработат техничка документација и да предвидат финансиски средства. а дали има општина Ние немаме надлежност на тие патишта, ниту да изработуваме документација, ниту да излеземе напор од надлежноста што ја имаме со. Да, ама тие немаат представа дека тој пат е од витално значење за Делчево. Дали општината има поведено било каква иницијатива за да ги запознае со проблемот и тој проблем да биде на некој начин отворен. Па тоа би требало да провериме дополнително и може писмено да ви одговори. Ако може да отговорите. Да. Дали некој друг бара збор? Повели. Дали во делот на редовно одржување на општински патишта зимско и редовно одржување на патишта и улици. Се земе во предвид дека патиштата кои се делот од општинските патишта имаат потреба од подкрстување и поединетно одржување. Па да, и тоа се зема во предвид. Што не ви наведено во сакот? Па тука повеќе општо во таа точка, заради тоа што тоа опфаќа поголем обем на работа и повеќе позиции, например, кои што доколку би ги внеле во целата програма, таа програма би била сигурно во 30 до 60 страни. Така што доколку мислите на некоја, например, конкретна позиција или нешто што би требало тоа да се среди дополнително, може да се обратите писмено до нас, за ние да може да понатака спроведеме прочистување или да најдеме начин на кој што тоа би можело да се реши. Јас се писам јас пишувам дека кога имаме и победно барање поместо до началникот и до општината јавника на најдесте не е реагирал тоа дека се нема јавно да ресурсира за некои точки конкретно за подкрепување целиот патен правец кој што е од село Стана до село Бивше, значи има неопходна потреба во подкрепување за тоа што таму веќе земјоделски машини, трактори, комбајни е веќе непомисливо да се спомнат. За патничко возило е веќе уште пред 2 години да абсурдно да се од село Порето до село Киселица. Исто, значи, веќе неколку пати било подесено, но тоа е 2 пати подесено. Знаете, политичко мерка. Веќе 2 пати, значи, реагирано предок барање треба да се
се извърши подкръстование, затова че там те са живеели населени, не дай Боже, бърза помощ, пожарна, няма независимо ли може да може да стигне до следва киселица и от регионалния власт и при полето. Там не трябва да ще се направи конфликтно подкръстование на древата. Мислите, само за да може да допишам тук, полето киселица и плюс има още един приключок от Вералова чука кон киселица, дали на той пак мислите? Абсолютно, и там, да. Точно Кърбосанско малко да там. Горе да ще има две уредни друга, които поради независимо да ще противопожарна възможност да може да стигне до киселица. Значи овие два патни правци како предлози, бидејќи се работи за општински патишта, јас ги запишав и значи ги спроведеме понатака соодносно плановите, колку што може со обемот кој може и со финансиските средства што ги имаме на располагање, барем дел по дел да почнат да се решават и таа состојба да се намалува. Добро. И следен пункт. Те години досега не е още цел 2009. От това, хоризонтална и вертикална сигнализация на улиците и общински пътища. Община Дълчо веќе исто така и попадили агираме, 30% от вертикалната сигнализация в града е паднала пушка от невременето човек западни нашата община няколко месеци, на строителни и социални разпресници имаме некъде, дори няма некъде си паднат. Дори около община Дълчо, ако излегнете на Заден вест, ви видите 30% от станците ви се улични или завъртени. Сами облез, банално е да се види. Знако ще ви е такъв точно, що всеки път, всеки ден го гледате, знако ви е падна. Се реагираш, гледате все пак в момент, един километр основно ще ви ще ключов. Пешаци поминуват, деца поминуват, трябва да се спускат да се среди. Така е, тук се сложвам с вас дека треба да се среди. Меѓутоа има една состојба во подрачјето на општината, каде што многу често како појава се јавно оштетување на сообраќајната сигнализација, значи секаде каде што се реагира, се поставува повторно, се исправува доколку има потреба да се исправи, меѓутоа многу брзо повторно се оштетува и тоа пак се врти во круг. Меѓутоа ќе го имаме во предвид тоа ваше барање и колку може ќе се поставува. Подражувања се на полето да дължи. Едни се находимаме от почени до Берово и нити ги удържаваме. Светата се мъжен път. Светата само защото само чабат не светата. Само там работят. За повече време, тъйто дълча за време на паня с политики и видеянтите с сигнализация. Сега ще няма да бъдам да има съответни да трябва да кажа и по-помогна на общината да се следи. По 5-дневна реакция от страна. Значи, кога се работи за техника, не можем да знаем техниката кога ќе откаже. Значи, случайно се погодува дали да биде за време. Случайно може да се погоди за време на празници и во други периоди, кога немаме толку фреквентно движење. Значи, проблемот беше надминат. Се работеше за дефектот е отклонет. Значи, се работи со тоа темпо што може и со тие услови со кои што располагаме. Значи. Добро. От 4. Подиени лидери на промани шак. Много обърдо, а браки на Димови. И на улицата ще е отбор за гимназията на тази страна улица, тези шахти са пропаднати. Исто, значи, улицата ще води от църквата до най-високата точка по първи род. Исто тези шахти са пропаднати. И постои реална опасност от съобщение изгод. Значи се трудят, значи по опасно. Се дефектира да се. За ова, значи, ќе пренесам на колегите во тој дел и може писмено да ви биде одговорено. Добро. И во дело на одржување на земни површини. Во Милково Брдо конкретно имаме 4 површини кои се покрити за детски игралишта. Тоест, се запишени значи во Буквот на Делчево дека се за детски игралишта. Имаме две на филми методи, кои се филми методи и мислам дека е сега и по-детска консултанция. Исто за тие правомајства. Имаме две земни површини кои се покрити за детски игралишта. Сега не мисля, ке е зимно време, летно време, тамо е страшно.
број да треба да ги користат како патеки за патување, ама сообразнати со треба и има реална појава опасност од појава на врекачи. Иста е ситуацијата и на земјата површина што е меѓу Браќа Младинови и Пере Тошев и Браќа Младинови и тоест Браќа Младинови и Пере Тошев исто на две места. Таму има 3 локации за детски игралишта, едното е направено, а други две са исто обраснати со земја површина. Треба ги везете погледите во програмата, што ги гледаат други ги дадат и ги нема. Ке се може да Вака, значи, во програмата претходно која што ја изгласавте за уредување на градежно земјиште, во населбата Милко во Брдо е предвидено, значи, партерно уредување на локации со пристапна улица Пито Були и локација со пристапна улица Перетош. Мислам дека овдека се внесени тие локации сега што ги наведовте. Сега за кога би били и како би биле програмски реализирани, исто писмено, значи, ќе пренесам на колегите што го работат тоа и ќе можат да говорат по детал. Благодариме. Дали некој друг ба разговор? Во активности бе изградба и реконструкција на улици, пешачки патеки и тротоари, од број 7. Изградба на улици во насока Звегорска река. Ставена е во програма Б изградба. Звегорска река. Изградба на улицата Звегорска река. Ставена е во програма. Дали има шанса да се реализира, да се направат улици и патишта во Звегорска река? Ајде, ставено. На тоа прашање може дополнително писмено да ви одговориме, затоа што јас во моментот немам податок за да ви кажам. Благодарам. Дали некој друг ба разговор? Јас ќе земам збор на кратко. Значи, јас имам две генерални забелешки. Едната се однесува на програмата, а таа е поврзана исто со последната дискусија на советничка. Изградба на улици во населба Звегорска река. Не знаеме колку улици, во која должина, колку средства ќе зафатат од буџетот на општина Белчев. Имаме во точка број 2. Во точка А, број 4, довршување на дел од општински пат Габрово-Звегор. Во која должина? Колку ќе ја чини општината? Точка 3. На дел имаме изградба на дел од општински пат. Повторно не знаеме Да. должина. Точка 4. Довршување на делница. Дали е цела или е дел? Имаме програма од 3 листа, која што зафаќа средства од буџетот, доста голем дел од буџетот. Предходно имавме предлог програми кои зафаќаа по 500.000 денари или 400.000 денари или 180.000 денари и е испишено се детално, букети за цвеќиња толку, а тука немаме никаква финансиска проекција на. Значи, програма не е само да се испиша улици и дел од улица, најлесно. Дел од улица и 2 метра. Ние можеме да асфалтираме 2 метра и да кажеме реализирана е програма. Значи, мора програмата да биде конкретизирана. Забелешка иста имаше советник претходна година. Сашко. Имаше забелешка и кажа дека треба да бидат внесени делови. Во некои од точките гледаме дека се внесени. Ама повторно се провлекува нешто кое за мене не е дозволено. Значи, апелирам до Одделението за урбанизм. Следната програма да не биде на 3 листа и да биде детално изработена со финансиски конструкции. Значи, за таа улица предвидено е толку, за таа толку, за таа толку. Знам дека това е план, дека не зависи само од општина Белчево, наведено е на крај дека зависи и од јавно предпријатие за државни патишта, и од Министерство за локална самоуправа, и дека обемот на извршувањето во програмата ќе зависи директно од приливот на планираните средства. Ние мора да знаеме, кога кажеме дел, планираме дел од 500 метри на таа и таа улица. И за мене нешто многу пострашно е што ние прв пат, односно прва тема на која ние не добиваме извештај за реализација. Гласаме програма со 100 улици, гласах ја програма и претходниот пат. И не добих извештај колку е реализирано таа програма.
За пръв път ние добиваме някои извеща и за смешни теми, не толкова важни, значи важността видна е толкова по-мала в однос на улиците и пътищата в общината и за нея не добиваме извеща. Не знаеме от ланската програма, що е реализирана. Извеща за реализация на програма за... Значи, фали тази точка. Фали. И трябва да я има и що по-скоро трябва да си бъде. Първо за 2022 имаме програма изгласана, реализация е тая и тая, а за 2023 гласаме програма, накрая от 2023 да добиеме извеща за реализация. Ако сакаме да имаме напред, това е добронамерна сугестия, не дека сакам да критикувам само. Значи, отделението за урбанизъм мора да поработи повеќе, сите во отделението за урбанизъм са инженери. Инженерски е да се разговара со метри должни, толкова кубика асфалт, толкова е реализирано, толкова со цифри. Изразени во финансиска смисла после, за да знаеме колко средства от бюджета са потрошени, колко се планирани, колко се реализирани. Како една сугестија, надевам се дека нема да се доведеме во ситуација и наредна година да гласаме повторно програма, која повторно ќе е дел од пат, нема да знаеме на што целиме, на која должина целиме во улиците, кога ги реконструираме или градиме и забележете си го како забелешка, значи извештај за реализација на програма. Нешто што е од голема важност, другите општини го доставува, интересирах се, има доставува. И нашата општина има доставувано до 2005-та, 5-та, 6-та и наеднаш таа пракса стопира. Зошто стопира тука? Треба да се открие. Моја сугестија е да и почнеме да имаме извештај, колку и да е лош, колку и да знам дека не зависи само од општината. Може да многу мал дел зависи од општината. Ама чисто да имаме еден преглед. Планираме толку, реализираме толку. Моја сугестија која ќе треба да ја пренесете на Ова само може да кажам дека ова програма извештај доставуваме до јавното предпријатие за државни патишта секоја година со реализирани средства во однос на финансиските средства кои што они ни ги даваат за потребите за изградба и одржување за општински патишта и улици. Значи до нив се доставува врз основа на оваа програма таков извештај. Они не ја гласаат програмата. Програмата е дадена до Совето. Чим ќе се даде програма до Совето, мора да се даде извештај за реализација на Совето. Значи отчет и кон Совето. Верувам дека сигурно ги дават и извештај кон нив за да ги оправдат и средствата кои се таму дадени. И това и ние како Совет отделуваме средства од буџетот, средства на граѓаните, за кои ќе мораме да потражиме извештај, да видиме на кој начин и како се потроши. Добронамерна е сугестијата, не е критика само да се критикува, а се сваја точно. Се е со цел да се подобри ситуација. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Не, бидејќи никој друг не ба разбор, затварам расправата по оваа точка, исто ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во општина Белчев за 2023 година. Кој е за? Против? Нема, воздржани? Констатирам дека точката е прифатена со 14 гласа за 1 водач. Благодарам на овој дебат. Точка број 12. Предлог одлука за давање согласност на програмата за работа на јавното комунално предпријатие Легалница Делчев за 2023 година. Повикувам директорот Стојчо Стојковски да ни ја образложи. Poštovani predsjedatelj, poštovani suradnici, s ovim rezultatom Prijedloga sam programa za работа и за 2023 година, особено неговите, кои се однесуваат на активности кои ќе започнат со своја реализација до 2023 година и активности кои завршуваат предвидите години со други програми ќе завршуваат со програма 2023 година. Список изготвена на основа на зададени сарадгари комунални предпријатија кои се работат со ръководителите на секторите, доставени на до управната група кои има дадено позитивни мисли и известни се навле на програмата са наведени дейностите кои ги изведуваме. В 2023 година ще ги извършуваме организационната структура, това там е наставената, както и по предходната период, съответно
сектори, които отделения. По-кратко, се задачат на всеки сектор по-отделно, а за финансовата конструкция и техниките на финансовата сектора в общи правни работи, основната дейност на нови сектори, гласуване на нататъчните офиси, приемат криминални показатели, са нови показателски решения, измерени на повторите показатели, изключително изследване на криминалната наказателната и законската регулатура, както и навременно преземени активности за наплата, присъмна наплата на нашите оборудвания към длъжници. Сектор финанси и светловодство комерция. Колко и другите активности в сектор, значи в 2023 година ще продължи и се надеяме дека ќе заврши, ќе за процесот на ажуриране на базата на податоци, по-детално значение за нормално отделение и поглед на приемането на новите терпи и напад на другите, които извършуваме и ќе се почне и ќе мислим по двете скочат и ќе завършиме со процесот на отчитување на водомери с мобилни телефони, каде и така ќе имаме по-реална слика и по-правилно отчитување на водомери и по-направено отчитување на състоянието на вода. Тази не се цените на услугите за водата, схематистите и камната лица и събиране на комунална вода, които са условно за научната площа на година и планираните разходи воден сектор, знаем, сектор финанси, сектор прави, имащи работи, нямаме приходна страна и не само разходи. Сектор водовод канализация. Значи основната дейност на новия сектор е нормално функциониране на водоснабдителна система и негово редовно държуване в изпълнение софтуера. В 2023 година, значи, съобщи проекта за водоснабдяване на Делчево во функция ќе бидат пуштени во фаза на предавање новите длъжностни системи во водопилиште во Делчево, со што издаваност на длъжностните системи ќе биде двојно зголемена од 15 од 30 до околу 60 литри во секунда, така што заедно со водата која ще биде отбрана Лошана, имаме максимално количество на вода, што во редните периоди по потреба ќе бидат вклучувани. Значи, путите няма да имаме рестрикција и ние до сега нямаме, но няма да имаме недостатък од вода за пиење. Населените места в град и Габрово до сега и Разлог исто така. За водоснабдяването во овој места се вршеше од посебни длъжностни системи, за всяка населено место има със своя длъжностни системи и исто така се върши изследването и от дренажни системи. В текот на 2023 година Габрово и град ќе бидат покресени на водоснабдителна система, които е предвидено. Населеното место Звегор исто така ќе биде обвързано на водоснабдителна система во текот на оваа година, а по Габрово и Звегор ще биде завършена конкретно замената на постоячката секундарна, примерна и секундарна водоводна инсталация во двете села. Додека трябва да всички си остане на длъжностни системи и на гражданска система. Сега за сега. По програмата за оборудване на градове земјиште се надеваме и со проектот за водоснабдување дека за 2023 година и населеното место Бирчи ќе го поврзаме на водоснабдителната система. По рамките, значи, исто така на овој проект, тој треба да заврши оваа година, ќе биде ставена и во функција изградена фотоволтаичната централа, со што во голема мера ќе се намалат трошоците за електрична енергија за потребите на филтерстаници и филтерстаници во кантилиште. Во продолжение се дадени прегледите на подводната мрежа, материјалите на
канализационната мрежа, проектирането потрошувачка на вода за 2023 година от 565 915 метри кубни, е проект за производство на предходните години и проектира различни индивидуални отпадни води от 504 114 метри кубни. Това са да се и на правни и на физически лица. От 2023 година в сектора от водовата канализация предвидена реконструкция на постоечка водоводна мрежа с наше учество на ново предприятие от около милион динари, както се предвидели в програмата. И това не планирана фирма се табела, реконструкция на касна водоводна мрежа по легирна методика от 10 метра, замена на адресни синцерки по улица Велко Влахович, подложена от 6 метри, Теле Трошко 6 метри и дело от улица Бела Йочус, Никола Карев и Даме Груев. Овие активности, овие активности, значи, активностите за замена на водоводните линии се върши от страна на Министерството за животно среден на планиране и работните се протести, която на наша област ще видите само приключване и преходи на новата водоводна линия. Предвидено е реконструкция с наша инвестиция, реконструкция на тракта на водоводната линия на улица Григор Правичев, подложена 220 метри с отвечни факти 63 мм. В програмата са наведени описът на активностите за програмата за работа на програмата за заводжуване на градено землище на подачата на научно научно за 2023 година. Дадени са предвидените активности в табелата, овие активностите зависят от общо навършо и динамиката и степен от реализацията били от табела от друга страна. Дадени са определението за финансови изгодни проекции на приходите и разходната страна. Тук само имам една грешка направена. Надавка на материали в разходната страна. Позицията надавка на материали и алати е истата по закон за 2022 година. 3 милиони 300 хиляди дена ставим само 300 хиляди дена. Значи има грешка. И купната разходна страна това е 6 милиона, но да се бъде 300 хиляди дена. В този сектор през миналата година предвидено не го реализирахме. На надавка на полово пътническо возило за потребите на листата за образуване на бунарските системи и пътните станици. Ова година се спорят услуги е предвидена бавена. Иsto така е предвидено институтът на возило, това е инвестиционно возило от договорно, друго е маневре да кажа европейски войти, че сега на БС. Сектор комунална хигиена. По програмата са наредени по населени места, судираме комунална отпад. От 2023 година предвидуваме по калории реки на населени места, в които се судира комунална отпад, да бъдат включени Стамер, Дерчен, Бигла, активностни стели и иsto така в 2023 година планирано е събиране на комуналния отпад за туристически от всички населени места, къде е дадена услугата да се фактурира по идентична цена, както и туристическа вода от Дълчево, вместо цена утвърдена по метър квадратен ден, кое е формирано страна на съответната на Дълчево. В момента изнесена база един. Програмата е предвидена събиране на растително достъп на 10 октомври на септември от нова номер. Сега първо ще се информираме на предходната точка ще покажа съветите. Сега ще имаме проблеми ние с продължаването на пътен правец. Тема Деполия Острец. Посебно зимските услуги ние си продължаваме пътен правец.
правеци и стилът, защото не е асфалтиран, става често дефективно возила. Со затварянето на депонията на Равнова чука, сега горе на депонията за комунален отпад, вече имаме мешане на и комунални и туристици, люди, кои изнесуваат и градежен шут. Се обърнем до общото множество да се отделим посебен простор или върнатите до ова депония, за да не доведе до несакани последици, да бегува лица секогаш во на депонията, која не бидат за комунална отпад. Сектор комунална хигиена, събиранието на комуналната отпад се върши с опет возила, кои са сите сега во използването до моменту и два трактори, от кои едният е много остър. Предвидено ова година предвидено в органа за 25 милиона година, ако можем да го заменим ова возила, да направим нов трактор за събиране на комуналната отпад. Човека от товарни возила разполагаме само с возило МАН, кое не е. Имаме факт, кой сега не е в изпара на собственост и не се користи. Мисля, така не се користи и градежната машина ТГ, ДНТ, ще имате за разчистуване на депонията за разчистуване со градежните нашите градежни нови машини правокопачни товари, чиято потреба се ангажира и градежна механизация, за която разпишеме явна набава. Овде по приходната страна исти така. Во разходната страна дека финансовите проекции разходи за резервни делови. Наместо 1.150 или 107 милиона, само 150 милиона не е лесно. Исто така, лично да правят и изразложено на програмата. Пошто това много вече в фискален дел не кореспондира горе со сумата, која е внесена в програмата. Значи разходи за резервни делови 404 декари дел трябва да стои 1.150 милиона. Сектор градско зелено и гробишно. За овој сектор работа 4 отделения, уредување на паркови зеленила, одржување на јавна чистота, одржување и управување со градски гробишта и капела и градски пазар. Тук се по-детално наведени со кои активности се ще преземени во рамките на отделението за уредување на паркови и зеленила, величите поединечно, само ќе нагласам дека во 2023 година планирано е кај пешачкиот мост, новиот пешачки мост, да се уреди ова површина од околу 414 метри квадратни, тоа за заменување на зелени дрвца и одревување. Исто така, кај ново изградено градски пазар, ќе се изврши културно уредување на уредување на зелените површини по површина од 2700 метри квадратни. Ова отделение до 2023 година предвидено е набавка на посилки во вредност од 300.000 денари, како и за набавка на сценарско цвете во висина од 60.000 денари покрај нашето производство, значи ние не договори од други производители за цвети, кои не ги производуваме по нашите траси. Дадена е вкупна површина на градската зеленила, кој групно да е околу 60.000 метри квадратни. Како што се запознали, во текот на минатата година, Советот на општина Делчево донесе одлука за надместо за уредување на паркови зелени
финансирањето во овој сектор се заврши исклучиво преку надлежните муниципални зелени додека за објавувањето на нови површини финансирањето се врши согласно законот за парцелно зелено во општина Делчево. Одрачување на јавната чистота се врши согласно точно након програмата за одрачување на јавна чистота која е донесена во општина Делчево. Во поделението градски гробишта и капела се планира оваа година да се договори простор околу градските гробишта, тротоарите, околу патот што води кај Болак, кампините и подпорен зид околу капелата кај се направи. Што се однесе до градскиот пазар, во моментот уште функционира стариот градски пазар и наша обласка е само одржување на постојачката опрема на градскиот пазар, додека Советот на општина Делчево не донесе одлука и не биде предоставен новиот градски пазар кој е веќе изграден и мислам дека е предаден изградувачот. На крајот, средствата значи за финансирање на нова програма ќе се обезбедат од сопствени извори, како од извори од општина Делчево, владата на Република Македонија, средства од домашни и странски донатори. Тоа е било во кратки црти програмата за работа за 2023 година. Подетано нашите. Благодариме на Владимир. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој има разбор? Не, бидејќи говори Стефанија. Дали може да ми кажете колку ви беа разходите за 2022 година, свезени месечно со избегнати последните на нас материјали, дали има некаква разлика од разходите од 2022 и 2023 година? За Разходите. Дали може да ми кажете колку ви беа? И дали има некоја разлика? Подобро е сега што ви кажете нели разходи за 2023 година со 2022 година. Дали има некоја голема разлика или нема? за 2022 значи извештајот за работа уште не е изготвен и кога ќе биде изготвен, тоа ќе направи да видиме според со ошто ги нема. Заврши степенот. Бојле ли беа? Колку вработени има вработена во секторот паркови и зеленило? Да, како почеток со еден дел. ХТЗ управа, што е управа? Чето што е дел. Само одржување. Расходи за КТЗ опрема, овде што пише во својот Одржување на секторот за транспорт. сектор паркови и зеленило вкупно се 13 вработени. Вкупно беа 13 вработени и сега имаме еден заминат, значи 12 сме моментално. И сакам да кажам уште едно прашање во планирани инвестиции во 2023 година во централното градско подрачје од основното училиште Климент Охридски до Маршал Тито и паркови. Чуваме, имаме многу малку карти за отпадоци, во кои што и тие што ги имаме се извршени. Дали овде не планирате некоја инвестиција за да се направи што бидејќи сакаме граѓаните да ги отпадоци ги прелаат во карти, а не така не. Точно дека на тој Може поток. да споминете листа да видите дали имаме карти доволно. Да, на новој потек нема доволно карти, додека во централното градско подрачје паркот кој што е оповласен, имаме доволно, но со работа со општина Делчево сме на планова работа да се набават карти. Дека општина Делчево ќе изврши на функција. Добре, бидејќи ако не може ставено во простори опрема, сакава прашање. И општина Делчево ќе изврши на функција. Текот на 2023 да очекуваме поставување. Мислам дека и во текот на 2022 имавме на донација од една наша општествено одговорна фирма која што постои голем број на карти и во центарот на
градот и по патеките по кои шетаат рекреативци и тоа е за поздравување. Нормално дека во 2023 секој ќе очекува сите фирми кои се расположени да донираат. Да, апсолутно се сложуваме со констатација. Може слободно да погледам, тоа не е дека јас лично говорам. Наravno ne se dobro, vode kako ovdje djelo ovdje, što reći, председателят вече поставихме 30, ще поставихме само нови дела. Поред дали некој друг разговор? Благодари, Маријанчо. Директор на јавното дали сметате дека е некоректно да планирате да потрошите 100.000 денари за репрезентации и службени патувања и услуги кога се наоѓаме во енергетска и економска криза? Значи, ако dobro погледнете, tamo не се работи за репрезентации, 500.000 денара, тоа вика други трошоци, мрежички репрезентации, сегуритувачни службени местници, немци за службени патување, надоместници за управено спонзорство, трошоци за платни промет, данок на имот. Значи, овие се вкупните трошоци, 500.000 денара по сите овие ставки, наведени во наминалите разходи. Значи, за сите вкупно 500.000 денара. Додека се одлука на управен одбор, поделично се утврдуваат колку ќе изнесува репрезентацијата, колку ќе изнесува спонсорствата, управен одбор донесе одлука и го лимитира овие трошоци со посебен одбор. Благодарам на одговорот. Дали некој друг бара збор? Овде Иван. Значи, во однос на нашиот доливера, само да сега на опашно дискурот, Автобус Бушнава ще има 13 люди, които ще работили 13 които ще работили во сектор кој е надале за држување на паркови денови и градски пробишти. Во фондот че разстојане имате по разходниот дел може да се забележи дека имате поддржано според денари. Според мене, значи, сите знаеме што представува тази заопрема представува, значи, работничко дело, рекалици и чирни. Мислам дека Заштитни научари, шлемови. може да отворите мојот список на тази заопрема која е потребна за тези работници. И ако хубаво презметнаме едно работничко дело, ако кошта 1000-1010 денари, и чирни ако кошта 780 денари, тоа се 3 денара и 12 пада да се значи тоа се 3600 денара. 3600 денара, значи по 13 тоа некаде, значи сума која ще кошта, значи на половина од тоа што се предвиде. Која причина што се предвиде историја и мисли дека таму треба да бъде разход без така, пошто според не, таму е малку и симптоматичната предпоставка дадена и мислам дека треба да се поразмисли, значи и искам да видя, че нормално, пошто пак е се изолираме од консултацијата на соците. Значи, секоја година се набавува, за вработените се набавува заштитни дела. Во паркови земјано тачно дека се работени 13 години. Значи, ръководител на сектор, одговорен за градски гробишта, кој работи во канцеларија, 20 на градските гробишта. Додека са, значи, за косење и одржување на паркови земјано се четворици. 20 има работено за подигане на разлик. Ова проекција е направена во однос на годишните трошоци од страна на Одделението за финанси за вработените за кои користат заштитно дело и опрема, чизми, ракавици. Јас ќе земам кратко говор во однос на ова
вашиот директор е немој никој пат да штедите на заштитната опрема на работените. Значи, вие како директор, па и вие како социјалдемократи, секој пат треба да бидете и да се трудите работникот да биде секој пат опремен со заштитна опрема, за това што повредите кои можат да настанат на работно место се никој не ги сака. Значи, на таа работа не, ќе се штеди на репрезентација, ќе се штеди на се друго, тука секој работник мора да добие опремата која е соодветна на неговото работно место. Това е една сугестија до мене, од мене до вас. И слободно, моја препорака е да подобро да предвидите и повеќе и средства да има, отколку да предвидите малку и да остане некој работник со недоволно ниво на заштитеност. Значи, това е првенствено кај. По секој сектор е предвидено 150 гледан, комунална хигиена 150 или вода 150 или во зависност после на војавната набавка, колку ќе бидат, кога цена ќе се постигне. Секој година не е исто. Цената која ќе се постигне, ова сигурно значи не мора ќе биде сега го извешташ, не биде потрошено 150 или 200-300 или. Това е проекција која е направена цена за финансии, а секој работниците имаат заштитна опрема. Да се овозможат добри услови за работниците, затоа што од нив многу тражиме, значи сакаме секој пат ќе петуваме, не ни е искосено, не е соверено, не е, значи ни дава максимум, ние треба, односно вие како раководна структура да има обезбедите услови и опрема која ќе е соодветна на нивните работи. Така, права сте, бидејќи ако не дај Боже дојде до повреда, одговорноста е наша. Ние затоа секогаш предвидиме сите мерки кои се предвидени со Закон за заштита на работа, за секој работно место имаме извршена обука на вработените и потребната опрема која треба да има за минимум заштита на вработените. Кире, овој ли бараш збор? Да, хвала председателе, значи истото мисле да го делам со вас, дека на заштита на работниците за КТЗ опрема не треба да се, значи не треба да се штеди. Ова е програма која што не е направена од страна на директор. Ја се ги прашам до директор, дали овие расходни ставки би се дадени од секторот за финансии и од ръководителот за сектор за финансии? Секторот за финансии ги има најдобри показателите на движење на потрошачката, за плати в потрошувачката, за горива. Благодарам ви. Дали некој друг бара збор? Овој ли Иван? Малку кажувањето на двојствата и се малку политички недостатък на сферата, както е сериозният председател и директор. Значи, аз мисля дека добро справа. Дори и тук обрна да се обезбеди на работниците, пак фали некој много значат. И за дека точно конкретно беа кажени субите, директор да ми помогнава и дека ние таа од 11 луѓе кои ќе кажат директорот, имаме и ръководители, замените луѓе кои што не се директно го уверени во процесот на директорите обврски, аз само што турица. Ела директор е фала, значи уште по-добро, значи стана ситуација ќе уште по-симптоматична. Однос на парламентите се разбира, значи сега не изрдувате, не се овие се работници, имаме само значи ръководител на сектор, извини што причина, ръководител на сектор, ръководител на гробишта кој работи во канцеларија и дваца кој работат на гробиштата. Чистен на гробишта. Согласно закон за безбедност работа, значи не е истата опрема што треба да има тој што работи на гробишта, ние се проблем зашто време тој што коси. Да, продолжи. Однос на парламентите кои што се дадени ние од сектор за финансија и верувам ни пред нас, ја само сега на едните така мало особо да направам финансиски и да ги споделам проектите во финансовата проекција на приходите и разходите за 2020 година во секторот градско земјино и гробиште. Гледаме дека има планирани приходи од 9 милиони, купно 9 милиони и 16 хиляди денари, а разходот од фондот се планирани разходи од 6 милиони и 704 хиляди денари. Или е предвидена добивка од 2 милиона и 300 хиляди денари. А во финансовата проекција на приходите и разходи за 2020 година во секторот кој што е за во секторот за комунална хигиена е предвидено дека имаме планирани разходи од 12 милиона и 200 хиляди денари и разходи од 11 милиона и 500 хиляди денари, и тук имаме планирано да имат само добивка од 700 хиляди денари, што до сега ще прави добивка од скупно 3 милиона денари и во
и по финансовата аспекция на приходи и разходи за 2020 година в Комисията за вътрешна организация. Значи има предвидено по приходния отдел има планирано 12 милиони 660 хиляди денари за приходи от вода. И по финансови параметри, значи, само предприятие очеква дека в 2020 година има около 11 милиона денари добивка. Аз съм реално обращам директорът, кой менеджерски способности ги изкористи, за да добие тази печалба, ако вземем в предвид последните финансови излишки, не со негативен биланс, или по-точно на последните финансови излишки по последните 3 квартали за 2020 година, со загуба от 1 500 000 денари. Благодаря. Благодарам. Иван, ќе земам јас блока во контрареплика. Прво на излагање, контрареплика, за това што беше спомнено дека популистички изјави имаме. Јас само ќе повторам. Ако граѓаните сами ќе одлучат. Вие рекохте дека, синот збор мисля дека треба да не се слуша. Рекохте дека моето излагање е популистичко. Вашето излагање беше дека 150.000 денари се многу за ХТЗ опрема, за заштитна опрема за вработење. Мој став е дека треба да се зголемат, дека секој работник заблуда е дека јавно предпријатие за Дукав град има 4 тереници. 4 луѓе кои ќе одат на терен. Има многу повеќе и тие се во различни бранши. За водоводчиите, за водоинсталаторите треба една опрема. За тие кои косат треба друга опрема, специјална. Заштитни наочари, шлемови и се. Значи, ставот на координаторот на советничката група на ВМРО беше дека тие 150.000 денари се многу. Ќе го видат граѓаните на снимката. А ставот на председателот на советот е дека тие се малку и дека никој пат директорот и било која раководна структура не треба да штедат на ХТЗ опрема, затоа што кај социјалдемократите работникот е на прво место и заштитата на работникот е на прво место и условите за работа мора да бидат на прво место. Ние се грижиме за вработените во јавните институции и тие треба да бидат соодветно облечени и заштитени. Значи, мојата нема ништо популистичко во изјавата дека тие средства се доволни и дека треба да планираат и повеќе се со цел да возможат подобри услови на вработење. Истата изјава имаше и директорот и координаторот на советничката група на социјалдемократи. Ако ви смета ставот на социјалдемократи по однос на ХТЗ опремата, тогаш ви имате проблем. Повели Кире, контрареплика. Ама има и он право на контрареплика за твоето излагање. Значи, Процедурално повеќе. Али нели треба да даде контрареплика на всички други, ще треба пред да равно да се точно представителе. Значи, имаме ние тук, значи, 3 типа на финансови проекти. Не, одделате го збор за това, што рече процедурално. Не е повредена процедурата, не ми кажуваш како се прекршил процедурата, затова збор му давам на координатора на советничката група на социјалдемократи. Хвала, председателе. Значи, во интерес на граѓаните, бидејќи седмицата се пренесува, координатор на советничката група на ВМРО не е многу и тоа сакаше да ги каже приходните и расходните страни на поделни сектори зеленилови паркови, сектори другите кои беа на расходна страна и кажува менеджерски тим, којто е менеджерски тим што може да оствари добивка од 13 милиона дена на предпријатието. Јас ќе го замолам него нека погледне малку и финансиската проекција на сектор општи и правни работи и сектор финанси, каде што немаат приходи. Значи, гледате добивка од 13 милиони денари, кога предпријатието моментално е во загуба. Значи, направена е некој биланс со оваа програма од секторот каде што имаат приходи и расходна страна, со секторот каде што имаат само расходна страна, како што е случајот со секторот општи и правни работи. Благодарам. Повели Иван. Направена е некоја гледаме нели финансови дел, треба да приключиме дека има
финансови пенсии. Вашият разрешите да организира вече конкретно да се за финансова проекция за сектор от градско земеделие и гробища. Що беше побавено от директора да говори колко работи има в този сектор. 13 там нещо, като го кажа, 13 години. От кои не са сите теренци? От кои? Наши усказ беше за КТЗ оправата, не беше за... КТЗ оправата за това е дал от финансови пенсии. Да не мога да се задела финансови пенсии за това предприятие. Ние разговаряме за проекция, който е конкретно за сектор градско земеделие и гробища. Сега трябва да бъде естетика да извиняйте на случаите да знаем за кой дел стигна сбор. Той ще много директор, сега имам 13 работи, на това ще 43, другите са индиректно инволвирани в въпроса. Аз тези примери са явно мога да прашам, що 100 или делено на 4, ако 4 директор, просто 23 директор. На 13 хиляди, защото е само обето на говори. Добре, за да не падам на спорта, сега пък. А odnos na izgradnju organizacijona u drugo znači svega da ne ide proizvodi vektor odgovor. Те добиете можност да отговорите. Боли. Много прашани представа. Добро, айде директоре. Значи, съветник противно не последваше много да знае. Очевидно. Когато беше дискутиран за приходната и разходната страна и сектор от водород и канализация, кажа дека набавка на материали и алати и како погрешка от сектора финансия наставено 30.000 денари, иначе е проектирано 3 милиони 300. Защо вкупната сума не е 23,070, него рече от 26,070. Исто така, е секторът ще една грешка, беше ставено 150.000. Комунална хигиена, за ресни делове, ставено 150.000 денара. Ремонт не е 150.000 денара, значи това е 100 милиони 150.000 денара. Финансово финанси, значи погрешно вместо 1.150.000 ставено е само 150.000 денара. Купната сума не е 11 милиона 556.000, него 12 милиона 566.000. Това са 4 милиона разлика. Ти ще кажа съветът на Кире. Точно в един сектор има разлика в приходната и разходната страна. Ама ако видите секторът в паркови зеленило, дали има потрошувачка на електрична енергия? В трошниците няма. Защо е ставане? В друг сектор. В овий сектор имаме оранжерия, така ще произведуваме цветени. Цяло зиме се затоплуват на струя. Капелата работи нон-стоп на струя. Никъде няма трошки за струя. Точно е ставен в сектора водовод и канализация. Трошниците за електрична енергия или в друг сектор. Исто така, секторът общи и правни работи, като ще кажа, няма приходи. Тие само разхода страна има. Приходите се от другите сектори. Сите 4 сектори, дори са сите други 4 сектори, да, с които складува приходи и ги финансират сектора на общи и правни работи. И плюс това е проекция. Така може да се реализира. Добре. Повелива? За да стане малко и разходата и да рухнем се бройките, защото има друг. Аз две пъти плащам. Ако е плащам и показател, се ще включвам свързано. Локация е възбудител. Сега ние в 2020 година трябва да очекваме да имаме добивка или загуба на края на година по дадена пенсия. Добре, благодаря на прашањето. Значи аз подирих програмата комунално предприятие съм от май месец 2018 година. Прва година е 2022 година, која свършим с благословеното и финансово секретар. Сите знаем на що се дължи. В овие цени сега ще ги имаме, в овие услови на работа, ако така се задържи, наредната 2023 година не очеквам да имаме негативни финансови резултати. Ако няма драстично изменение пак на цените на електричната енергия, не направим да. С овие цени сега що е и моменталната цена на електричната енергия, мисля дека да завършим, ако не с много позитивно.
имам едно прашање дали ако може. Само да ајде повели па јас се обршам. И сега да кажа дека што се даде моментално параметрите и што да работи моментално, дека да ги не може да не треба да има поскъпване на услугите кои продължи 20 години. Да, јас това време поскъпување или промена на трошоците, моменталните трошоци што ги имаме, нема да има промена на цените на услуги. И обектите не да. Ако нема промени на ако се минимална плата, ако бъде на репроматериалите, ние мораме да функционираме. Директор, имам две прашања за вас, сакам и двете искрено да ви одговорам. Дали може да сетите какви беа висините на фактурите за струја кои ги добивте во претходната година? И дали тие беа причина за да предпријатието биде во загуба? Да, значи од први месец ние прошлата година распишавме јавна набавка за снабдување со електрична енергија во 2021, која е со важност до јули месец 2022 година. Од први до 7 месец имаме вкупно потрошено за електрична енергија околу 1.100.000 денари. 8 месец имаме фактура од 1.430, така нешто. Самиот месец и колку се пред? Повеќе од 5.000. Предходните месеци имаме, тоа значи само за снабдување, без дистрибуција. Зборам само за набавка на електрична енергија. Во 8 месец имаме 1.430.000, во 9 месец имаме 700.000, во 10 месец 330.000, во 11 месец е 290.000. Благодарам. Дали сметате дека тие фактури се причина за изразената загуба? Да, тоа е осечен извештај, стоеше кои се причините. Благодарам. Уште едно прашање. Спомнавте дека од 2018 го наследивте предпријатието и дека од тогаш работите без загуба. Дали имате податок? Сигурно имате податок. Во каква состојба го наследивте предпријатието од раководната структура на ВМРО? Дали беше во позитива или со долг? Предпријатието го наследих со долг од управата за евни приход од 7.500.000 денари, кој заедно со допресметените после карнати и персонален дан до пресметан, висината е достигнала 9 милиони денари и до 2021 година го издал. И околу 1 милион денари не изплатил према вработени. Ви благодарам на одговорот. Другото е стена рушено. Вие моментално за програма за 2020 година, вие се проводите за 2021 и ви припомнят. Сега аз ми прашам, аз видите, дали вие знаете защо е толкова облик моментално или не знаете? Ако не знаете, сега ги припомнят. Јас сакам само нешто да кажам. Јас се осврнувам по вашата дискусија, по аналогија на вашата дискусија. Кои менаџерски способности ќе ги преземете за да го надминете загубата? Загубата е инициирана од висока сметка на струја. Кои менаџерски способности ги употребиме кога имаме милионска сметка на струја? Кој е магионичар што ќе дојде и ќе рече оваа сметка за струја од 1.100.000 денари ќе направи 11.000 денари? Која менаџерска способност ја барате од директорот за да ја употреби? Ќе се намалат сметките за струја, ќе се врати комуналното предпријатие во колосек и повторно ќе работи со позитивен биланс. Директорот го наследил со негативен биланс, со загуба, со долг од 7 милиона. За тоа ми беше прашање. Инициирано од вашата дебата. Инаку немав намера да се вклучам во дискусија за оваа точка. Благодарам. Дали некој друг вараза? Овој Оливер. Што е почел согласно потребите на ръководителите сектора, се доставя барањето до лицето за тргување на КТЗ опрема. КТЗ опрема значи се разпишува текар веднаш годишно, се разпишува, аз се набавя сукцесивно. Што да ви кажам количините колко? Милион пара ръкавици, 200 пара КТЗ опрема, Добро, председателе, на шо личиме пример, ние сме совет пример. Какви примери да даваме ние? Ама пример. Отпред само кажувате пример. Дај конкретни бројки, не пример. Добре, ајде да. Пример колку пати. Ја го рече 20,
да ја здигнеме дебатата малку на повисоко ниво, фаќаме се веќе за банални работи, за да може да поминеме и на другите точки. Имаме уште 10 точки на дневен ред, за да остане концентрацијата на високо ниво, замолуваме да бидеме продуктивни. Дали некој бара збора, стварно да има... Ајде, Сашко, помини. Председателя, значи, повеќе нешто ќе се јави за дискусија. Прво нешто е, значи, како председател на Советот сметам дека некоректно поставивте во моментот кога поставувате сугестивни прашања од типот дали поскапа е струјата, дали сметате дека тоа и тоа, дали имате подлога за тоа и тоа, но директорот оставаме впечаток дека вие сте негов бранител по службена должност. Значи ние тук имаме јасно насочени прашања, по тие прашања еве и координаторот на советничката група спомнувам, бидејќи неколку пати збор не го прекинувате. Значи сакаме нивото на дискусија да го запазиме, ако немаме концентрација да ја прекинеме седмицата да продолжиме поне па подобро време, меѓутоа ако останеме тука да не се девалтираме, да не го рушиме интегритетот на Советот. Второто прашање е насочено кон директорот на јавното предпријатие. За мобилна телефонија има предвидено 112.000 денари. Значи тоа некаде по 10.000 денари месечно. Имајќи во предвид дека тарифите се по 500, 600, 700 денари, значи 20 мобилни телефона да плаќа, значи тоа е, сметам дека е и тука надминат прагот на осетливост или сензуалност, бидејќи сме во економска криза. Значи е барам викување сега и на координаторот на советничката група да каже дали 112.000 денари се добра проекција за мобилни телефони за една година. 112.000 денари. Прашањето и до директорот и до координаторот на советничката група. Завршите ли со образлагање? Да. Сега јас ќе земам збор како реплика. Сега вие викате советниците од ВМРО поставија прашања, и они имаат право да постават прашања. А председателот на Советот нема право да постави прашање. Ја исчекав прво сите советници да кажат што имаат, како и секој пат, и на крајот побарав збор и поставив две прашања. Дали со тоа злоупотребив јас, според вас, мојата службена положба? Или положбата да ја водам седница? Поставив, како и секој советник што има право, да постави две прашања. Па истите прашања вие можете да ги поставите. Колку се сметките за струја, дали се пие негативно. И под број 2, дали го наследите предпријатието со финансиска негатива. Истите прашања, секој советник може да ги постави. Не сум во надредена позиција ја од сите други. Јас прво давам можност секој советник да каже, секој пат. Можете да ги вратите снимките да видите. Апсолутно не се согласувам со вашата изјава. Сметам дека не е вој. Повелете ако имате конкретно. Сакам само да забележката беше на сугестивното поставување на прашањето. Да, не е право. Прашањето е... Дали се прашања за најниско ниво на рачунавање? Директорот е профил кој треба да води институција, треба да го прашуваме со конкретни бројки, а не со дали да одговори со да или не. Забележката беше на тоа. И директорот точно, имено, значи директорот одговори со конкретни бројки. Месец 8 толку, месец 9 толку, месец 10 толку, месец 11 толку. И кажа дека сметката за струја во месец 8 била повисока од колку сите 7 претходни месеци. Мислам дека тоа е одговор на ниво. Изразен со бројки, како да одговараме? На кој начин? Апсолутно за... Тој самиот математичар и направи добра математика, значи 500-600 денара по 10.000 нема 10.000 месечно по телефон и за цела година стои 12.000 денари, што е најнормална сума. 500-600 денари, 20 мобилни телефони со 10.000 денари. Така да, мислам дека така не е голема проекција и самиот тој каже во неговото излагање дека се сумите од 500 до 600 денари месечно. Така си купува. Там има мобилни телефон на фирмата, тоа ми е моментата, ако не ме разбира. Треба да има 3 телефона и 5 телефона и не знам колку. Служби. Значи службени телефони треба да има секој кој на сектор што е. Ајде да привршиме тешко. Дали некој друг бара збор? Повели случајта. Прашање до директорот за дали ќе се врши чистење, уредување на коритото на реката Брегалница заради проблема безбедност, да не настане изливање и заради да изгледа убаво нашо и така утре. Секако ќе се подобри изгледот со тоа. Значи, ова сме на јавното комунално предпријатие согласно насоки по општина Дрчова е за чистење на речисто корито во градски корит Централната
за това? Постановление на границите и наноси. Името не, за уредуване. Името мисля, че е после да дозвола за... Имаме после да дозвола за уведомление. Издако влазим веќе во речното поле. Да. Мислев како што е почнем ще би било шо, како што се средили речните корите. Речните корите на човекот На лапо. Благодаря. Дали някой друг разговор? Повели Иван? Дали и много вода, само за малко предприятие, една Делчево, неги него држува редовно производство на Вижо Делчево. Соло со 6-15 от Закона за комуналната дейности, само за малко предприятие, не само по Делчево, се собствени директно надлежно отговорно, дава държавна институционна вече. Само не рече по напомня, да ми бъде директно и кажа дека реакция на регионите, особено по по-ниските делови на Делчево, имаше реакции първи зад сградите, ще може да бъде малко лица, постоянно поради изжитната национална мрежа, това ще е месеци. Имаше на първите сега, имаше реакции, значи тук крепчачите с дека така ли изгледат со месеци от шахтите, които се препоръчват влизане на шахтите в Москва. Трябва сега да не кажем дека после смешна реакция, дека нещо се работи само. Само да обръщам действо дали и дали да дома се държуват производна между дължа. Друг вода, защото се подошва правда на такви разни постоянно от страна. Да. Както и да бъде, тук да не се комуника, областта на нашата държава. Що се отнесува до ова, што го спомнавте, дефектор кај пешачкиот мост, дека изливаат фекали, не знам од каде тој податок, таму не минува канализационна мрежа, но минува водоводна линија и ова имаше дефект на водоводната линија. И водата што течеше во чашката е дефект на водоводната линија и сега е остана. А не е канализационна. Не е тоа канализационна, има шахта за водоводна линија. Имаше дефект на водоводната линија, која беше под половоза. И остана. Благодаря. Дали някой друг разговор? Процедурално председател. Хвала, председателе. Самиот координатор на следващата група на ВМРО да планира кредитни дебат рече дека ние дискутираме поднос на програмата, не дискутираме поднос на бројки. И сега координатори дискутираме поднос на програма, а не дискутираме поднос на бројки. Значи бројки колку се одржува канализационната мрежа, можем да дискутираме ако ќе биде донесен финансиски извештај на јавното комунално предпријатие. И затоа ќе ви замолам да дискутирате по основ на програмата на јавното комунално предпријатие Легални Съдовища. Благодаря. Айде да някой друг ба разговор. Бидејќи никој друг не ба разговор, ја затварам расправата по оваа точка и истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за давање согласност на програмата за работа на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево за 2023 година. Кој е за? Против? Воздржани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласа за и 7 воздржани. Благодарам много. Против. Точка број 13. Акцијски план за намалување на последиците од COVID-19 на ромската етничка заедница во пост-ковид период на локално ниво општина Делчево со период на имплементација 2023-2024 година. Повикувам за загашот на неја возложитачка. Подобрување на условите за ученици 11 ученици роми, 1 до 9 одделени
пари от страна на Съвета на Европа. Инвестицията на обезбедените финансови средства е 9989 евро. И от месец февруари 2023 година до края на месец декември 2024 година, значи около проект ще бъде реализиран на територията на това подробно училище. Исто така, значи, за мерката, за активността, стратегия, изготвяне на стратегия за това на общината за ръководене на ризици и на погоди, с цел обнаружване на стратегически систем за реализиране на евентуални ситуации за COVID-19, за да се уважат тези последици от целия това. Веќе значи преговаряме и заедно с Съвет на Европа и Европската комисия ще бидат обезбедени такви финансови средства за да се направи такви стратешки, защото дори самата значи държава нема такъв план подготвено, защото значи ни помогнат да се тия 15 точки ще сме включени в проекта. Центърът за управление с кризи, Агенцията за граждански спасуване, както и ресорните министерства, кои Otvaram raspravu po ovoj točki, da li neko od vas bor? Ovo je Zeki. Hvala. Чули колега, това смятаме за зала да бъде застъпени от изградени конвенции и можем да ги дадат, това е важен документ за мен, а и за всички нас, за да можем да го обсъдим малко да го реализираме, да метнем преговорите, които ще отгледаме да ги имаме за консултиране, само да го информираме достатъчно, така по изградени период ние, за да го подобрим документи, да го поддържаме как создано со учените страни сами на проекта от самата предизборната документация, които са включени и договорим се на по период и януар месец направим няколко анкети и няколко свързани с европските семейства, за да можем да утвърдим кои са тия приоритети, защото ние мислиме дека фалат и така и се поставяме дека няколко приоритети, които ще се наявили в достатъчно хвалят в документа и да говорим да смята малко сложено да се умавете с дискусия, дека тия приоритети да се стават. Дадени се като предлог проблеми, които са делегирани и ясни от страна на общите семейства и предлага по приоритети и след тия проблеми не може да бъдат методи от причина, защото засетили не може да биде обезбедена финансова конструкция, дело не всякъде. Колко конкурентски период, но тия причина тия проблеми не може да бидат приоритет. Може да бидат само проблеми, ама не и приоритети, които ще трябва да влезат по рамка от акцийския план. Направили са определени измени, не знам дали имате погледи, за да ви идвате документи, ще да се представим. Интервенции направени по генералния контекст, защото са изрешени няколко проблеми, които ще светваме дека не са характеристични за Белджиум. Така, сума сумарно имаме един документ, който ще помогне да ги представим. За това, защото говори се и потреби за работата заедница. Това не значи дека този документ не може да го ревизираме по даден период, доколко констатираме дека има потреба. Веќе този документ е пред нас и следна дека трябва да биде след нас. Имам само едно прашање, което сега не е за какво прашање, за това, защото правенето за отговор на някакви текстуално подати се тук, на края на 6-та страна, където се дълбок заеднички локален акцийски план, имаме един пасос, който ще видим. Колега, малце морам да ви коригирам. Ние образлагаме 13-та точка акцийски план за намалуване на последиците от COVID. Вероятно, вие се пренесохте с дискусия. Вие са тесно по-образен. Иначе няма да се ява, за да не губим време. Да. За да не губим време, това ми е само. На едно излагание и разговаряте за това. Предпоставам дека и колегите няма да разговарят тия дета. Тук ми е в момента. Толкова. Само сакам да попитам това. Последния пасус, опция Дълчево за приоритетите на научната етична заедница за 2020 година. Колко безгледам няма да видим. За 2022 в бюджета в Федур са предвидени 4 милиона 409, от кои 1 милион и 900 за социална защита.
сега, Сузана Петровска, Леска, социална защита има наредно дека леата 2022 650 dinari, от кои се потрошени по проекта 657 за 184 користници. Купни. Сега нали тази бройка малко не е ясна, защото има и допълнителен разход. Допълнителни средства от тия милиони и 900. Дали се от тия 657 хиляди или има допълнителни средства, защото общината ги обезпредила за социална защита на родната заедница. Подателите са дадени от страна на сектора за финансови срещани проекти на Белчево. И във вашите адресирани забележки бяха наведени и аз в координация с ръководителът на сектора, значи исто така, значи във вашата барена информация граден характер са дадени значи подателци и с това значи разполага с сектора за финансови срещани. И аз значи това са подателци, ще се даде на НИФ, това е нейна програма за социална защита и е 20 и значи това е земена значи проект. Благодаря, уважаеми колеги. Сузана Петровска я обложи, че годишната програма финансова ние имаме. Ние видим 650 хиляди лева бяха предвидени, са потрошили 657 за 184 користника за 22 година. Това е една третина от купния бюджет, що е даден тук и това за всички граждани, не само за народ. И аз само сакам тия бройки да видят коректни, да няма грешна перцепция, когато се види документът, че стана да община Белчево дава 35 хиляди евро за социална защита на робите. Тия бройки може да се коригира, а не е което нещо, ако мисля дека е ама не може да се види така. Милиони 90. А вече имаме от Сузана Петровска предложено дека социалната програма е 650. Пътничен, че аз повторно да кажа, подателството с сектор за финансови плащания. И съм съгласен с това. Значи аз подателството не можем да променим сега на варта. Значи дайте да дойдем точка по точка. Дайте да гласим за 13-та точка. Да завършим да Моята дискусия тук завършва, казах документът е съгласен в предходния период и моите пращания, забележки и двоянето си тук завършва по относна точка. Добре. По относно точка 13, дали някой друг от съветниците ба разбор? Не, бидейки никой не ба разбор от точка 13, я затварам разправата и точката я ставам на гласа. Гласаме за усвоюване на акцийски план за намалување на последиците от COVID-19 кај ромската етничка заедница во пост-ковид период на локално ниво. Општина Делчево со период на имплементација 2023-2024. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? 1. Констатирам дека точката е усвоена со 13 гласа за и 1 воздржан. Точка 14. Заеднички локален акцијски план на општина Делчево и ромската заедница со период на имплементација 2023-2026. Дел од дискусиите на советникот беа насочени кон оваа точка. Јас ќе го повикам образлагачот на кратко да ни разложи за промените кои се случија во текот на изминативе 2 месеци по однос на овој материјал и да отвориме дебата и за него. Останалите адресирани забележки от страна на съответния въззекен отбор се направили конкретни промени в отдел различни в отделът на ловът по
Направени са отговорност на податъците за работовани, извършени дела, крадещи се на видовете на платеност е повече от 50%. Съгласно последните податъци от сума на популацията е несла 9% по брой на обработените за община Делчево. Направена е измена в отдела на рани бракове, крадещо разбираща съветнието, сгрешената реченица допълнително за миграцията генерално, за проблемът с градинките, с листите на чекане. Именно значи това гласи така. Миграцията е допълнителен процес, от който се научава ромите в Делчево, мигрантите в други държави и каквото обречението назад, дори е значително на устовата деца. Допълнителен проблем в отделът на образование на недостатъкът на места, градинките на СТД-са, голям брой на деца роми на листите на чекане. Направена измена в отделът на студиране на класките и стои само ова речените се. Студиране на класите, шишини, бакни, садови, железни, секундарни строви, останали понатък можно за екзистенция на дел от ромското население. Извършеният дел, който съвместно отлага ромското население, няма познаване на законска регулатива за образование, който се даваше да се пише, постапена. Отделът на здравство, извършеният целият пасов, се става нова реченица в условието с усилия, именно така отделът на здравството по най-голям проблем, не се отнесе специфично само на ромската заедница, е недостатък на нов съответен медицински кадър, услуги за диагностицирани и третмани пациенти. И това ще имаше забележка на съветника от фонда на бройките. Овие податъци не може да бъдат извършени, бидейки сведени от сектора за финанси в рамките на общината, това стана като релевантен податък. Община Делчево за приоритетите на ромската заедница от 2021 година им изкладва скупно 2 милиона 378 хиляди дневни, от кои 1 милион 199 хиляди са отбужени от община Делчево и са предвидени 4 милиона 400 хиляди дневни, от които ще 1 милион 900 хиляди дневни са за социална защита и 2 милиона дневни са за стабилност. Това е, че колко температура ще даде на цялата значи, аз не имам over документ, не може да бъде измени. Пречистите документи ще се носят на слове, значи може да бъде измени. И аз предлагам, като предлагач, да го своите документи ще дадем пред вас. Ако надано, че година, колко се възпоства, да ги имаме, дали технична, дали значи, трябва да се надолу с дефинираните проблеми, други приоритети, значи, ще ги реализираме, значи, сега тия ще си излистени, до края на 2026 година, че аз останала отворена, заедно с вас и в зависимост от потребата на имплементация, значи, аз всяка година до вас като съветници, като ставам извършна, що е сработена отпълност на овие два документа. И с това, значи, ако ние обезбедиме финансови средства, тъй попадна донации от бюджетът на Република Северна Македония, от общинския бюджет, значи, биват ставили и допълнителни активности, които значи, вие да повиквам просто носите съветници, значи, да ми ги мапирате, да ми ги препратите на мейл. Или лично. Че аз съм отворена и стоям на разполагане, значи, не е целта, като на вас наците съветници, да ги подобриме квалитетът на живеене не само на ромите, но и си етнически етнично живеене. И това го правим. За иска цел, значи, работим. Само да ви информирам и Батоидел за първата активност се обезбедени финансови средства за реконструкция, адаптация на две ученици по граждански училища с Климент Охридски в висина от 4998 евро, които са обезбедени от страна на София на Европа. Това е значи сега ще обезбедено, защото значи вече за месец март работим с отделението за урбанизъм за подготовка на апликация при Министерство за транспорт и връзки, защото значи по понеделник трябва да обучи градоначалника, даде значи проект на задача, даде да издавате за улицата отсред, която ще пробирна в самия картински план, не за улицата Вира Смилевски плато. След това запис и от нашата финансова конструкция, колко ние можем като община, да станува сбор за Вира Смилевски плато, що е доста дълга улица, с много подпорни зидови, значи там от носи денески период може от 4 до 5 години да изгънта, ако ще беше улица Виндерска, само
19. Вие знаете дека таа се правеше во неколку наврати, во 5 наврати, бидејќи имаше многу крапци. Така да значи понатаму значи ќе ви информирам за се што ќе се случува текомно во значи на овие два акцијски плана. Благодарам на образлагањето. Ќе отвориме расправа по оваа точка. Дали некој ќе ова разбор повери за текст? Бидејќи имаме изјавено дека понатаму во сектор за информации, прашање човечко во сектор за информации на следна седмица да достави извештај за потрошените финанси, сектор за финанси. Потрошените 1.990 на 20 или поточно моите ингеренти по кредит се повеќе за 22 година, од 1.900.000 како се потрошени во однос на таа социјална заштита. Бидејќи тоа се официјални податоци, ние слушаме дека тоа се од сектор за финанси, официјални податоци и граѓани и просветници имаат право да прават извештај за потрошените пари. Благодарам. Дали некој друг бара разбор? Не, бидејќи никој друг не бара разбор, затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на заеднички локален акцијски план на општина Делчево и ромската заедница со период на имплементација 2023-2026 со заклучок за усвојување. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Еве. Констатирам дека точката е усвоена со 13 гласа за и 1 воздржан. Благодарам на образлагањето. Точка број 15. Предлог одлука за измена на одлуката за доделување на стипендии на одлични ученици во средното општинско училиште Методи Митревски Ибринцов кои постигнале особено висок успех во учењето. Поведете ваше да ме разговарате. Благодарам председател, почитувам председател, почитувам съветници. Значи, во согласно член 1, во одлуката за доделување на стипендии на одлични ученици во средното општинско училиште Методи Митревски Ибринцов Делчево кои постигнале особено висок успех учењето број 09-1318/7 од 18.10.2022 година во член 1 став 1 се врши следната измена. Бројот 8 се заменува со бројот 11. Кратко да ви разложам, значи после конкурсната комисија се состана и согласно апликантите, односно бројот на апликантите, согласно критериумот од конкурсот, ги вотираше апликантите, така да ги добивме 8 апликанти, односно 8 најдобри ученици, но од овие 8 најдобри ученици, еден од учениците доби државна стипендија, да знаете дека државната стипендија, односно стипендијата од Министерството за образование и наука е повисока од општинската стипендија, така да ученичката се повеќе од општинската стипендија со изјава. И останаа 7 стипендии во оваа категорија, така да во консултација со градоначалникот на општина Делчево и со конкурсната комисија, односно членовите на конкурсната комисија, дадовме предлог за измена на одлуката на место 8, сите тие 4 ученика, следните, значи, имаат исти борови. Затоа беше и оваа предлог одлука за да се додели на сите 4 ученика да не ги дискриминираме, бидејќи согласно критериумите сите тие 4 ученика ги дискриминираме. Сите 4 сега што на место 8, сите 4 имаат избора и на него место. Да не ги делиме, значи и одлуката да се доведе на сите 4 ученика. Благодарам за образлагањето. Отварам расправа врска со оваа точка. Дали некој бара збор? Не, бидејќи никој не бара збор, затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за измена на одлуката за доделување на стипендии на одлични ученици во средното општинско училиште Методи Митревски Ибринцов кои постигнале особено висок успех во учењето број 09-2218/1 од 18.10.2022 година. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатираме дека точката е усвоена со 13 гласа за. Благодарам председател, благодарам на советници. Само да напоменам дека тоа е само за учебната 2022-2023 година. Наредната година имаме следните ресурси. Благодарам за
Точка брой 16. Предлог одлука за даване согласност на одлука брой 0249/3 от 27.12.2022 година за обслужване на IT опрема за преземане, транспорт и третман на електронски и електричен отпад на властена компания. Повели тайна да няма. Почитувам изолейници, почитувам председателя. И аз първо да прашам, защото двете точки ми се гласуваат. Исто дали може да сговорвам заедно. Може да ги разложите, ами... Значи пред вас е предлог одлуките за одлука за даване на съгласност на одлука брой 0249/3 на библиотеката Линден и одлука за даване на съгласност на одлука брой 0271/180 на Общинското основно училище Свети Климент Охридски. Како што знаеме по законот за управување со отпад, со електронски отпад може да стопанисува или да транспортира само лиценцирана фирма, па затоа овие две институции е потребно да го предадат отпадот од компјутери, електронски отпад и електрична опрема на лиценцирана фирма со која што ние имаме склучена согласност. Истите и основното училиште и библиотеката имаат формирана комисија која што прави записник и въз основа на този записник донесуваат одлука за образување на Благодарам на разлагањето. Отварам расправа, точка брой 16. Дали некој бара збор? Не, бидејќи никој не бара збор, затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на глас. Гласаме за усвојување на предлог одлука за давање согласност на одлука број 0249/3 од 27.12.2022 година за обслужување на IT опрема за преземање, транспорт и третман на електронски и електричен отпад на овластена компанија. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема, констатирам дека точката е усвоена. Точка број 17, отварам, бидејќи ми е веќе образложена, отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Не, бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за давање согласност на одлука број 02-780/2 од 23.12.2022 година за расходување на компјутери, компјутерска опрема и електронски отпад на Основното општинско училиште Свети Климент Охридски Делчев. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 12 гласа за. Благодариме на благодарите. Точка број 18. Годишен извештај на Основното општинско училиште Свети Климент Охридски Делчево за учебната 22-23. Повикувам разлагачот да ни образложи точка. Общинското основно училище Свети Климент Охридски Делчево изготви полугодишен извештај за учебната 2022-2023 година. Доставна ги извештај от всички съветници се радава. Като поделна основа за изготвяне на полугодишната извештај, настанат другите форми на Господа върховната работа в второто полугодие от учебната 2022-2023 година са реализирани въз основа на Закона за основното образование, водещи планови програми, подпишани от Бюрото за развойно образование и Министерството за образование и наука, както и по календара на Господа върховната работа на основното училище по учебната 2022-2023 година, обявяване на случая вестните Република Северна Македония. Значи като документ, дадено известена, квантитативно, както са представени ангажираните на наставници, които са работници в рамките на миналото част на работа лева. Лична карта на Централното училище и на 5 по-далечни училища. На училището, учениците, който е национален състав от Централното училище.
организация на наставата, овде е ставено организация на настава от почеток на часовете, значи от 7:30, завършва в 13 часа, часа прави 40 минути, тъй като второто полугодие в понеделникът почваме средносменска работа. Организация на задължителна настава, изборна настава, допълнителна долата, по-наставни активности, комбинирани паралелки, инклюзия на деца с основни потреби, ОСАК на въпрочета, основно училище за Климент-Топлински, недавно това е редно училище за учение с първа гледата на нашето училище е модерна институция, около редовните ученици в училище учат и 6 ученици с посъдни образовани потреби, според посъден план и програма, издадена от Бюро за развитие на образование. Значи учат от 3 паралелки, 7, 8 и 9. Съгласно Закона за основно образование от 2019 година, посъдните паралелки в основните училища от градовете, където ще не поставят посъдни основни училища, се трансформира на проценти за поддръжка на учението или кое стадии в нашето училище. Значи образованата институция не подразбира само физическото възпрестуване на учениците са попречено за редовното училище, които включване в работата и животът на училище. Един от приоритетите в реформите на образования систем е създаване на инклюзивно образование, като биде в функция на учението и неговите разни разни потреби. В нашите учители има 11 инклюзивни ученици, с подпишкоти в обучението и разгледани листени от международната класификация на функциониране, попречено да се здравени много ученици работят по индивидуален образовен план, като изработуват академските областни класни ръководители, заедно с всички наставниците и предават на учениците с подпишкоти. Имаме работено 6 образовни асистенти в нашето училище и 3 образовни асистенти с его общото училище на Чупръки, които дават поддръжка на учениците с подпишкоти и водоставен процес. В период от 13-15 октомври 2022 година международна научно-източна конференция на тема образование на лицата за попреченост. На 2 ноември значи регионални спортски източен регион за учениците за попреченост. По повод декември Международния ден на лицата, поддръжни работници с учениците и за работа на сензори на едукативни материали. Има от които работи по нашето училище, по област на инклюзията на деца, значи се Снежана Лодова и Мариана Митовска-Боцевска, като специални едукатори и рехабилитатори, вътрешно като технолози. По-наставни активности, както КДС участвува в училището, въпросът полугодие няма толкова настави, odnosno vrstvo nadprevode učilište, tako je počuva сега в второ полугодие, реализирана програмска активност за време на второто полугодие, модела, следване на власти на образовната работа, посета на наставници, odnosno опути, онлайн опути и вебинари и опути извън часово физическо присъство, организирани от страна на Бюро за развитие на образование и Министерство на образование, Facebook сайт, работа с родители, активности от страна на училището, учениците, заедно с нас организара, притекот на първото полугодие. Полугодишни извещаи, значи дадени сте поредния анализъм и останалите извещаи за първо полугодие от последните 5 учебни години и преглед на успехите на учениците от последните 6 години за първото полугодие. Благодаря много за вниманието. Отварям разправа, точка брой 18. Дали някой ба разбор? Не, бидејќи никој не ба разбори, затварам расправата по оваа точка, истата е става на глас. Гласаме за усвојување на полугодишен извештај на Основното општинско училиште Свети Климент Охридски Белчево за учебната 2022-2023 година. Кој е за?
Против? Нема. Воздържани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена со 13 гласа за. Благодарам. Точка број 19. Предлог одлука за парична помош на Стефанија Сапаловска од село Радовец. До нас како совет доставяме барање за финансиска помош за лекување на младо лице со потекло од село Разловци. Во барањето доставена е целокупната документација, наведени се лекувањето е во странство, во Турција, наведена е клиниката, имаме подписи и печати од клиниката, имаме авионски билети за патување, дури наведени се и сумите на авионските билети кои веќе родителот ги платил. Молбата е да одделиме финансиски средства од буџетот на општина Делчево и да помогнеме. Ви предлагам на вас како советници да издвоиме пари, односно средства и да помогнеме оному каде што е најпотребно. Предлагам на Стефанија Сапаловска да и се додадат 50.000 денари за да може да го покрие барем трошокот за патување на лекување. 50. Отварам расправа по оваа точка, дали некој бара збор? Не, бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата и точката ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за парична помош на Стефанија Сапаловска од село Разловец. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена со 13 гласа за. 14 гласа за. Точка број 20 е предлог одлука за парична помош на Верка Терзиска во село Разловци. Значи до нас исто така доставяме барање со уредни документи. Овде се работи за лекување кај нас во државата. Повторно барањето е да помогнеме финансиски за да може да го покриеме барем превозот до Скопје и назад. Овде предлагам на советот да одделиме средства од 15.000 денари се цел да помогне. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Повели? Не по оваа точка и по двете точки сакам само да сугерирам, ако може, во иднина наместо целосно име и презиме на дали пациентите, граѓаните кои ќе бараат помош, да се изразуваме со иницијали. Ако се спозивате, тоа е само сугестија, пракса во друга, во финансови веќе го имаат се. Ние како спрема јавност да одиме со иницијали, затоа што се треба ипак е осетливо, заштита на податоци, а и во сит, јас се информирам Значи секој е со иницијали. Не е одлуки на совет, не може со иницијали како шуринала. Да, имате вие се. Ние немаме финанси. Не разбираш. Ама може да се деси да има одлуки исти две со исти иницијали. Може да има. И дневниот ред треба да има. Значи не мора да се прифани. Предлого е на место ќе провериме дали има можност да оди само со иницијали, ако нема можност ќе одиме со имење и презимија, па ќе го замолиме Валерија кој има можност да тие точки да не ги пренесува во дело кога спомнуваме име и презиме. А целта е јасна, да помогнеме таму каде што е најпотребно. Работи се за борба за живот. Знаеме дека секој сака да и од нас да помогне и затоа и тие одлуки најчесто, односно секој пат се прифаќаа со мнозинство. Гласите од сите гласа за. Ќе провериме дали може во предлог одлуки да одат само иницијали, ако може ќе одат така, ако не ќе одат име и презиме, ќе тражиме од Валерија да ги одат. Валерија да ги трага за регистрира. Поред. Дали некој друг бара збор? Не, бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за одобрување на парична помош на Верка Терзиска од село Разловци. Кој е за? Против нема, воздржани нема, констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Точка 21 ја поминавме на почеток и останува точка 22 прашање и предлози на членови на совет. Отварам расправа по оваа точка, повелете кој сака да земе збор. Повели Иван. Само не прави да можам со овие прашања да дадам предлог. Колку
седмица се открива промоция за общини подушно до 500 денари. Средства от бюджета на община Бръско се открива точно за тази намена, т.е. за студирани и интегрирани на научни изпитници. Жално и болно е, това е първи век. Метод на спроводни слова мерка е да бидат сами лични да бъдат поставени, така да властни много субjekти да получи възможно не и по своята народна сектора. Да дадем да проведем комисии и да дадем субjekти насоки до анежните студират, какво да видим по проблем. След време на моите прашения, че това прашение кога видно Община Делчево готови до помощ за разгружуване от владата на Република Македония. А ако може прашението ще еднаш само за да го запишем? Колко е? Кога видно Община Делчево готови до помощ от владата на Република Македония с цел незино разгружуване. Колко работени има в Община Делчево? Дали? Друго ли е или войското е? Да. Това е друго, да кажа. Во контекст на колко това е трансферна Община на Делчево, сега напрашам, защо само градоначалникът от Община Делчево Город Пековски няма приемен ден? Колко нови криви уреди има монтирано во гимназията Методистски колеж? И последно прашение до 2008 гимназията, колко запишено и колко опишено ученици има договор платено нова община година 2022-2023 година. Това за моите прашения. Благодариме. Поведе за Ваше благодаря. На улица Видеосвински патък, кога се планира да се стави лично полагане. Ставим ли Мислам дека се вика Видеосвински патък, но под текето да го направо за хоризонтално слово. Зекаш само това е прашение. Имаш ли други прашения? Кой има прашение? Айде, Оливия. Малце по-гласно ти не слушай. До отделение за защита на животна средина. Дали надлежният инспектор от община Делчево направи увид на опожарените места по изтегличкиот крај, населените места во тој дел каде што после опожарената шума почна со масово сечење на изгорената шума. Од сумнителни и реакции на граѓани имаме дека освен опожарените места шума има сечење и на зелена неизгорена шума. Бараме извештај во кој дел е се направено сечењето на опожарената шума. И дали е се шум... Има ли го запишено прашение, което не може да го пратиме? Много е. И дали е со правилни кое е сечење на тие населени? Доста ви ни го обманиете, можем да го. Инспектор излази на терен, кога беше пожарен. Може и сега бижете да види што е направено. Добро, ти кажат дали са надлежни или не. Знаят по-добро дали не са. Инспектор е лео да прави... Благодариме на прашението, което ще ви дадам. Дали някой друг вара сбор или има прашanje? Не. Бидејќи никој нема друг сбор и нема прашање, а бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека седницата е завршена.